Почитувани, притисоците и заканите врз вработените во јавниот сектор не запираат. Злоупотребите на службените овластувања, притисоци и заканите на функционерите на Социјалдемократскиот сојуз ги штити и министерот Дамјан Манчевски, на кого вработените во јавниот сектор основано не му веруваат и со кој го спречуваат инспекторите да постапат по преставките кои ги доставувам. Очекувањата на граѓаните и вработените во јавниот сектор се да ги заштитам и обзнанам незаконските постапувања, како и да го повикам на одговорност, а не само на декларативно режиран сценарија од страна на министерот Дамјан Манчевски, која што трае веќе трета година. За потсетување дека на мојата мейл адреса сите оние кои што имаат закани и притисоци можат да пријавуваат, но исто така и на телефонскиот број кој што претходно го кажав. Денес осварив и средба со претседателката на Државната комисија за спречување на корупција, токму по преставките кои што ги добивам секојдневно на мојата мейл адреса, но и на телефонските јавувања, како и преставки кои што ги добивам, кои што веќе започнав со караванот по градовите во Република Македонија. Морам да напоменам дека за целиот овој временски период од распишувањето на изборите согласно член 8а од законот, од изборниот законник, вели дека по започнување на изборниот процес не смеат да се носат нови решенија, вработените во рамки на јавната администрација не смеат да се деградираат, не смеат да се прераспределуваат, но и не смеат да се започнуваат дисциплински постапки. Но за жал, како што напоменав на почетокот, сите функционери од Социјалдемократскиот сојуз не го почитуваат овој закон и морам да констатирам дека има започнати постапки, но дури не само што има започнати дисциплински постапки, туку има веќе и решенија, отказни решенија кои што се дадени во рамки на администрацијата. Овдека би сакал јавно да ги кажам неколку институции, а тоа е јавно комунално предпријатие Дервен од Велес, кој што има доставено на вработените нови решенија за распределување и тоа ова последниве неколку дена. Агенцијата за вработување не престанува да дели нови решенија за вработување, но да ги деградира вработените, но исто така да води дисциплински постапки кои што се спротивно на законот. Јавното сообраќајно предпријатие во Скопје да оркестрира луѓето како да гласаат, но и како да постапуваат. Потоа Министерството за надворешни работи води дисциплински постапки и не ги запира, иако веќе неколку пати за тоа е јавно опоменат. Детска градинка врши злоупотреба на децата во градинката за време на изборен процес, каде што ги слика децата во градинката, ги објавува на Facebook страната на самата градинка, но исто така и на страните и порталите на Социјалдемократскиот сојуз. Има и други институции кои што сега не би ги напоменал, но исто така сакам да упатам уште еднаш апел до сите вработени во јавниот сектор кои што имаат било какви притисоци, закани и уцени да продолжат и понатаму да ги доставуваат до мене, а јас соодветно ќе ги доставам до антикорупцијската комисија и за кој што барам истата да постапи согласно овие укажувања. Благодарам.